со желба само до некаде да го согледаме револуционерниот подем и возвишување до кое членовите на КПЮ и СКОИ и симпатизерите се домогнаа како резултат на една добро обмислена партиско-политичка работа во време од 1919 година па се до деновите на победата на социјалистичката револуција, ќе треба полека да се движиме од некогаш првите куќи на Проевскиот сокак, па се до центарот на градот, бидејќи само така ќе можеме да го прочитаме и осознаеме револуционерниот летопис на Проевскиот сокак. Во Мијајлева куќа живееше ученикот Рајко Крстевски. Во октомври 1944 година Трајко загина како борец на 3-та македонска ударна бригада. Сестра му Вера и браќата Драги и Живко беа партизани во 1944 година. Во Анчева куќа, пред војната, живееше ученикот Благој Спасов, член на СКОИ. Социјалистичката мисла Благој беше прифатил преку вујкот му доктор Тошо Отлјански, лекар. Драголјуб, помладиот брат на Благој, како партизан загина во септември 1944 година. Наспроти Јанчева куќа живееше Ратко Стефановски. Како борец во 3-та македонска ударна бригада, Ратко беше учесник во борбите на Сремскиот фронт. Неговиот близок комшија, Митре Алексовски, беше борец во 1944 година. Првите комшии на Митре беа браќата Драган и Благоја Тасевски, борци во 1944 година. Во една борба со балисте на Карадак, во есен 1944 година, Драган храбро загина. Неговата комшивка беше Васка Стоилева Стојановска, предвоен член на КПЮ. Васка другаруваше и партиски работеше со Веселинка Малинска и Перо Наков. До Васкина куќа живееше Никола Христовски Коле Грче. Во јуни 1944 година на местноста Зебрњак Коле беше стрелан од бугарската полиција. До куќата на Коле Грче живееше Димче Стојановски Старка, симпатизер на КПЮ и борец во 17-та македонска бригада. Наспроти куќата на Димче е големо здание. Пред војната тоа беше кафејаната Исток. Покрај кафејаната ќе забележиме ниски споредни простории. Во нив живеело семејството на Марко Наков, сопругата Симка и синовите Трајко, Хиро и Перо. Перо Наков беше член на СКОИ од 1933 година, член на КПЮ од 1936 година, секретар на местниот комитет на СКОИ за Кумано, член на местниот комитет на КПЮ за Кумано, член на војниот штаб во 1941 година, секретар на местниот комитет на КПЮ за Тетово и Скопје и секретар на Покринскиот комитет на СКОИ за Македонија. Поради убиството на предавникот Мане Мачков, беше уапсен и осуден на смрт. На 13 ноември 1942 година Перо беше обесен во Скопскиот затвор. Хиро, постариот брат на Перо, беше припадник на Козјачкиот партизански одред. Комшија на Перо и Хиро беше Трајче Поповски Попче, предвоен член на СКОИ. Малку погоре, над куќата на Трајче Попче,
je kuća na Trajiće i pokojната Draga Lazarevska Zrnце, тогаш монополски работници. Куќата им беше погодна за илегални состановци и за криење на илегалци. Пролетта 1942 година Трајчи Драга беа домаќини на илегалецот Александар Стефановиќ Мали. Трајчи Драга мощно радо прифаќа илегалци и партиски активисти. Првите куќи на влезот во Проевскиот сокак ќе ги оставиме зад нас. Се доближуваме до куќата на Борис Петрушевски Велин, шивач и симпатизер на КПЈ, и на Вера Трајковска Которка, предвоен член на СКОЈ. Малку подосна и сестра и деца беше примена во СКОЈ. Двете сестри во илегалната работа има подршка и разбирање од мајка им Кица. Во октомври 1943 година Вера стапи во Кувановскиот партизански одред, а во 1944 година во пролетната офанзива Вера храбро загина на местноста Пониква на Осоговска планина, како член на бригадниот комитет на 3-та македонска ударна бригада. Прв комшија на Вера и деца е Круме Стоиловски, борец во Кувановскиот партизански одред и борец во 3-та македонска ударна бригада. Пред војната и во текот на народно-ослободителната војна и социјалистичката револуција во оваа куќа доаѓа партиските работници тоа: Перо Георгиевски Чичо, секретар на местниот комитет на КПЈ за Кумано; Лазар Колишевски, секретар на покрајнскиот комитет на КПЈ за Македонија; Трајко Бошковски Тарцанот, член на покрајнскиот воен штаб; Страшо Пинџур, член на покрајнскиот комитет на КПЈ за Македонија; Христијан Тодоровски Карпош; Киро Нацер Фетак, Боро Менков и Бајрам Шабани. Сите тие, осем Трајко Бошковски Тарцанот, се прогласени за народни херои на Југославија. Осем нив, во куќата доаѓаа и други 70 и повеќе членови на КПЈ, СКОЈ и симпатизери. На 12 октомври 1941 година од куќата беа изнесени 28 пушки, 2 пушкомитролеза и голема количина муниција за потреба на кувановските партизани. На 15 август 1941 година во куќата беше умножен првиот број на дедо Иван, а во втората половина на 1942 година во куќата беа умножени 6 броја на октобрис, весници на Кувановската партиска организација. Поради многустрана партиско-политичка работа, што се одвивала во оваа куќа, пред влезот е поставена спомен плоча и белег дека куќата има статус на споменик на културата и е заштитена со закон. За народностна борба работевме сите. Покојните татко ми Денко, мајка ми Вета, брат ми Стојко и јас. Мајка ми и јас сме носители на Презанска споменица 1941 година. Нашиот прв комшија беше Благој Цветковски Дунек, симпатизер на КПЈ и борец од 1944 година.
Наспроти нашите куќи е куќата во која е родена и во која порасна Магдалена Антова, предвоен член на СКОИ. На 12. октомври 1941 година Магдалена излегува партизани и во состав на Карадашкиот партизански одред 2 дена потоа храбро загина кај селото Белановце. Магдалена е прва жена во Македонија која загинува во народно ослободителна војна. Методи, помладиот брат на Магдалена, во кој е примен во 1942 година. Летото 1943 година Методи е член на местниот комитет, а есента и секретар на местниот комитет за Куманово. Во март 1944 година Методи е член на окружниот комитет за Куманово. Методи Антов е носител на партизанска споменица. Во Сокачето до нивната куќа живееше Денко Гиридоска, комунистички одборник на општина Куманово од изборите во 1920 година. Нашиот поглед можеме со задоволство да го патиме кон Сокачето наречено Софијино Сокаче. Во ова Сокаче, пред војната и во деновите на народносната војна, живеа членови на КПУ СКО и тоа Благој, Коце и Наце Трајковски. Во 1944 година Коце загина како партизан, а браќата Благој и Наце го помага народносното движење. Нивниот прв комшија е Трајко Стојковски Бузо, храбриот Карпошов пушкометролезец. Трајко е прогласен за народен херој на Југославија и е носител на партизанска споменица. Првиот друг на Трајко беше покојниот Трајан Бојковски Донто. Трајан беше носител на партизанска споменица. Мирче Калапчија, татко му Трајан, беше комунистички одборник на изборите во 1920 година. Комши и другари во детство на Трајан и Трајко беа Душко Петков и брат му Војо. Душко и Војо беа членови на СКОИ, а летото 1944 година излегува партизани. Во ова Сокаче живееа и други учесници во народносната борба. Анđа Костадинова Цветановска, која го помагаше народносното движење, Бранко Станковски, учесник од 1944 година, Мира Ангеловска Бочварска, член на СКОИ борец од 1944 година, Иван Крстевски Јовова Панчар, борец од 1944 година и Тале Русева, учесник и член на КПУ од 1940 година. До куќата на Тале Русева живеа браќата Војо и Иле Доневски Кушљаци. Пролетта 1944 година двата брата беа борци и загинаа во мај и септември 1944 година. До браќата Иле и Војо живееше Митре Тодосов Пандиловски. Како борец на третата македонска ударна бригада, Митре загина во јуни 1944 година. До куќата на Митре живееше Данче Крстевска Соколица. Во есен 1944 година Данче беше борец во 18-та македонска бригада. Нивниот комшија Владимир Стојковски Сибе беше борец во 17-та македонска бригада. Пред да се разделиме од ова Сокаче, заслужува нешто повеќе да кажеме за уште две куќи. Во едната живееше Петар Екимовски Самарџија, еден од основачите на Социјалистичката работничка партија на Југославија во Куманово. Петар и неговата сопруга има 5 деца, синовите Цветко, Славе и Дејко и ќерките Јулијана и Владанка. Сите деца го следеа борбениот пат на татка си. Во лето 1944 година по Тодор Велков Пепето и Јанко Бојко, Цветко бил избран за председател на првиот околиски народно ослободителен одбор за Куманово, а брат му Дејко и сестра му Јулијана во летото 1944 година замина во партизани. Наспроти куќата на Петар Екимовски е куќа на Трајан Стојменовски Грне,
симпатизер на КПЮ и на брат му Војо, учесник во народната борба. Трајан беше партизан во Козјачкиот партизански одред. Кога на смрт осудените партизани биле извојувани за смртна соба, Трајан Грне, кој не бил осуден на смрт, им се придружил на другарите. Мики Мурашански, осуден на смрт, тогаш му рекол: "Ти не си осуден на смрт?" "Не, не, и јас сум со вас," рекол Трајан, и така со осудените на смрт влегол во смртна соба. Некое време потоа, смртната казна на сите беше заменета со долгогодишна робија. Нашето внимание ќе го свртиме кон сокачето на Љубе Табак. Четиримината браќа Љубе, Стоје, Страшко и Цане Асовски се приказна за себе. Рано стана сираци без татко и без мајка. Додека порасна, многу се изнапатија. Љубе и Стоје беа предвојни членови на СКОИ. Љубе умре во мај 1941 година. Покојниот Стоје беше учесник во народната борба од 1941 година. Третиот брат Страшко во баталјонот Орце Николов стапи кон крајот на 1940 година, а во октомври 1944 година загина во реон на Берово. Најмладиот Цане во април 1944 година стапи во Третата македонска ударна бригада и како пушкомитролезец учествува сите борби до ослободувањето на Федерална Македонија. Наспроти куќата на браќата Асовски е куќа во која живееше Славко Нацев Дрељанин. Куќата на Славко служеше за потребите на народно ослободителното движење. Малку погоре од Славко живееше Стојко Додевски Оджа, кој на 12. октомври 1941 година стапи во Козјачкиот партизански одред. Блиска комшивка на Стојко беше Евица Градишка. Во незината куќа есента 1940 и во 1944 година престојува почесто членовите на местниот и окружниот комитет за Куманово. Се враќаме на Проевскиот сокак и полека се движиме кон центарот на градот. Од лева страна е пак едно тесно сокаче. На влезот во сокачето е куќата на Смилја Ангела Георгиева, член на СКОИ на КПЮ, а неколку куќи понатаму е куќата на Горка Нешовска Црна и брати Трајан Тарчо. Во куќата се одржани разни состаноци. Трајан загина во борбата на Страцин во септември 1944 година. Во сокачето живееше и Тоде Норски, симпатизер на КПЮ. Движејски се кон центарот од десна страна е куќата на Јордан и Миле Миладинов. Јордан Миладинов беше симпатизер на КПЮ, а помладиот му брат Миле беше член на СКОИ од 1942 година. До нивната куќа живееше Димче Карафински, предвоен член на КПЮ. По октомвриските денови 1941 година Димче беше уапсен. Полицијата го претепа до смрт и го пушти дома да умре. Неговата внука Драгица Карафинска беше член на СКОИ. Блиските комши на Димче и Драгица беа покојниот Бранко Богдански. Бранко беше носител на партизанска спомница, сестра му Анка, член на СКОИ и учесник во народната борба, а најмладиот Јездимир исто така беше учесник во народно ослободителната војна. Куќата на Бранко беше една од партизанските бази во Куманово. Комши на Бранко беа Мико Петрушевски Севда, борец во 1944 година, Анџа Балчова, учесник во народно ослободителната борба од 1942 година,
Mira Mihajlovska Kirčić i Vuka Anglelovska Vrvka, borci vo 1944. godina. Potom Velika Popovska, člen na KPJ i nositelj partizanska spomenica 1941. godina i Vaska Miloševa Petkovska, člen na Skoji. V oktobri 1944. godina Vaska zagina војна борба со балистите. Комшивка на Бранко Богдански беше и Нада Карамфилска, член на КПЈ. Во јули 1944. година Нада излезе во партизани. Дивејќи се полека кон центарот на градот, од десна страна гледаме висока куќа со убав старински балкон. Во ова куќа живееше Душка Борисова Поповска, член на КПЈ и борец од 1944. година. Наспроти куќата на Душанка Поповска е пак едно сокаче во кое живеја неколкумина членови на Скои. Ќиро и сестра му Славка Јовановска, Војислав Давидковски, Војо Црн, познатиот Карпошов Курир и покојниот му брат Радко, партизан од 1944. година. Војо Црн е носител на партизанска споменица. Нивниот другар од детство беше Живко Тодоровски Чало, еден од 10 партизани кој на 26. јуни 1943. година го формираа јадрото на Колоновскиот партизански одред. Во јули 1944. година Живко загина во село Магленце. Другари на Живко од детство беа покојниот Боро Кралевски Чуле, партизан од ноември 1940. година, а неговите браќа Христо и Страшко Кралевски беа партизани во 1944. година. Во близина на Живко Чало и Боро Чуле живееше Доско Величковски Молер, кој загина на 10. декември 1943. година во борба со четниците на Дража Михајловиќ кај селото Дренак. Комшија на Доско беше Панче Стоиловски Гуштер, борец од 1944. година и учесник во борбите на Сремскиот фронт. Во нивната близина живееше Ристо Петрушевски, Ристо Желјка, граѓанин демократа и мошне близок до партијата. Овој дел на Куманово, што станува лево кога по Проевскиот сокак се оди кон центарот на градот, во време на турското владење, кога национално ослободителното движење било во расцутот, овој дел турците го нарекувале Караб Махала. За ова мала, кажуваат старите кубановци, и турците имале своја оцена. Караб Махала Синде Чокомитавар, односно, во Црна мала има многу комити. Движејќи се полека кон центарот на градот, уште едно сокаче може да го привлече нашето внимание. Во ова сокаче беше куќата на Киро Војновски Шпарта, каде престојал Никола Ровчанец. Едно време пред војната Киро Шпарта бил адресант за представниците на Коминтерна. Неговиот прв комшија беше покојниот Емелко Стошевски, ученик и член на Скои. Прв комшија на Темелко беше и Киро Давчев. Киро загина на Сремскиот фронт во 1945 година. Во непосредна близина живееше и Бранко Димовски, предвоен член на Скои. Во мај 1944 година Бранко дојде во партизани и загина на Калиманско поле, како радист на главниот штаб на Македонија. Близо комшија на Темелко и Бранко беше Мирко Трајковски Дзука. На 12. октомври 1941 година Мирко е партизан во Козјачкиот партизански одред. Мирко е носител на партизанска споменица. Јагода и Драга, двете сестри на Мирко,
го помага народно ослободителното движење. Во 1944 година Драга е борец во третата македонска ударна бригада. Наголот на ова сокаче живееше Иван Пешев. Како студент во Белград бил апсен и затворен во злогласната главњача. Иван беше учесник во народно ослободителната војна од 1944 година. Во ова сокаче живееа браќата Боро, Косто и Миле и покојните брато Трајко и мајка им Рајна Јовчевска. Нивната куќа служеше за потребите на народно ослободителното движење. На 12. октомври 1941 година Боро и Косто излегува во партизани. Боро во Козјачкиот, а Косто во Карадачкиот партизански одред. Боро и Косто се носители на партизанска споменица 1941 година. Најстариот брат Трајко го помагаше народно ослободителното движење, а најмладиот брат Миле беше партизан во 1944 година. Две-три куќи понагоре, кон центарот на градот, беше куќата на покојниот Тане Денковски, борец од 1944 година. Неговиот прв комшија беше познатиот револуционер Киро Бурназовски. Во 1927 година Киро бил секретар на Покринскиот комитет на СКОЈ за Македонија. Во 1929 година е уапсен и осуден 6 години робија. Киро е достоен син на македонскиот народ. На 12. октомври 1941 година излегува партизани и 2 дена потоа храбро загинува кај село Белановци. Неговата сопруга, Слободанка Ботка Бурназовска, член на КПЮ и учесник во народно ослободителна војна, е носител на партизанска споменица. Веса, сестра му на Киро, многу го сакала својот брат. Веса беше симпатизер на КПЮ. 3 куќи понагоре живееше Михајло Мурошански Мики, предвоен член на СКОЈ и член на КПЮ од април 1941 година. Напоредо со Панче Пешев, Перо Георгиевски Чичо и Перо Наков, Мики Мурошански е еден од оние партиски активисти, масовици, кој има голем удел во подготовките и организирањето на Козјачкиот и Карадачкиот партизански одред. Кога прекиот воен фашистски суд во ноември 1941 година им судеше на заробените партизани, судот Мики Мурошански го осуди на смрт како организатор. Мики е носител на партизанска споменица. Брат му на Мики, Тошо, беше симпатизер на КПЮ и го помагаше народно ослободителното движење. Наспроти куќата на Мики Мурошански живееа браќата покојниот Никола Таневски, Коле Вук, член на КПЮ од 1925 година, Страшко, Венцо и Тихомир Тиховук. Страшко и Венцо беа симпатизери на КПЮ, а најмладиот Тихомир беше учесник во народно ослободителна војна од 1942 година. Првиот комшија на браќата Таневски беше Александар Тоскич, член на КПЮ од 1944 година. Куќа до куќа на Тоскич живееа покојните браќа Соколови. Најстариот Ананија беше симпатизер на КПЮ, а неговата сопруга Ленче од 1941 година го помагаше народно ослободителното движење. Лазар и Боро, браќата на Ананија, беа предвоени членови на КПЮ. Во октомври 1941 година Боро беше секретар на местниот комитет на КПЮ за Куманово, а во 1942 година е член на местниот комитет. Боро беше носител на партизанска споменица
a Lazo делегат на првото заседание на АСНОМ. Се доближуваме до центарот на градот. Речиси во самиот центар живеат два члена на СКОИ, Олга Пешевска-Джинлеска и Јелисавета Насковска-Фетка. До куќата на Фетка Насковска свој дуќан имаше Русе Пешевски, пилјар, симпатизер на КПЈ. Јелисавета Насковска-Фетка, за да не падне во раците на бугарската полиција, есента 1940 година излегува на Козјак планина и на своја 17 годишна возраст стапува во комунски партизански одред, а во 1944 година беше борец во третата македонска ударна бригада. Во пролетната офанзива Фетка учествува во сите борби против бугарската фашистичка војска. По формирањето на 11-та македонска бригада, Фетка е раководител на СКОИ во бригадата. При премиот на реката Вардар на 19 септември 1944 година трагично настрада во брзаците на река Вардар. Трагичната смрт на Јелисавета Насковска-Фетка е уште еден непребол на борбеното и револуционерно Куманово. Ете, тоа е накусо црвениот летопис на Проевскиот сокак. Ако во овој летопис некои борци и симпатизери се испуштени, нека му биде простор на хроничарот поради ограничениот простор и време. Но на Проевскиот сокак се разбира не живееа само членови на КПЈ, СКОИ и симпатизери, туку и многу други граѓани, демократи и антирежимски настроени, антифашисти и честни луѓе. Треба да кажем и тоа, на овој сокак живееа и луѓе одани и верни на ненародните режими, меѓу кои имаше неколку доушници и шпиони. Народот нив ги знаеше и затоа ги презираше и кон нив со гнасење се однесуваше. Што тие доушници и шпиони нема големи успеси во откривањето на партиската работа, заслуга за тоа и припаѓа на Комуновската партиска организација, која знаеше и умееше да работи во услови на длабока илегалност. Кога се направи курс биланс на партиско-политичката работа на члените на КПЈ, СКОИ и на симпатизерите на КПЈ, кои од 1919 година па се до крајот на народно-ослободителна војна и социјалистичката револуција живееа на Проевскиот сокак и сокачињата врзани за него, можеме со право да заклучиме дека вујко му на Никола Вујасиновиќ не сгрешил кога за Проевскиот сокак ја дал својата оцена дека тоа е црвена улица во Куманово. За таа оцена зборува и овој скромен прилог.